Поранешниот директор на СМ и Рек Битола, Васко Ковачевски, е државјанин на Македонија. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, ги расчисти шпекулациите во јавноста, дека Ковачевски има државјанство на друга земја и дека се откажал од македонското. Тошковски не сакаше да шпекулира каде се наоѓа екс-директорот на СМ, кој не е во државата. Тој потврди дека се работи на целосно разрешување на случајот во кој Васко Ковачевски е меѓу главните осумничени за криминал од околу 6,5 милиони евра. Лицето кое што го напоменавте не е достапно до органите на прогон. Органите на прогоните стојат се во рамки на нивната законска надлежност да постапат се со цел да истото биде обезбедено и биде изведено пред лицето на прогон. Она што е факт е дека посеченото лице е во рамки на регистарот на државјани на Македонија, истото е државјанин македонски и не побарало отпуст согласно информациите кои што ги имаме. Министерот за внатрешни работи потврди дека има голем број на докази за нерегуларности при тендерска постапка за набавка на адитиви кои биле наплатувани 3 пати поскапо од реалната цена. Тошковски информираше дека при спроведување на акција во која биле приведени околу 30 луѓе, биле запленети и 220.000 евра. Но овој случај, само во текот на вчерашниот ден имаме неколку над 30 претреси извршено на простории, на домови и на други простории. 2 претреси имаме извршено во рамки на отварање на сефови кои што се поврзани со дел од приведените лица. Ова акција беше доста вака сопфатна и до сега морам да потенцирам дека мислам дека е најголема акција која што е спроведена во Македонија од аспект на штета на буџетот на македонскиот народ и македонските граѓани, која што е створена при една енергетска криза. Тошковски уште еднаш испрати јасна порака до сите функционери, минати, сегашни и идни, кои се огрешиле или ќе се огрешат пред лицето на правдата и направиле криминал, дека ќе бидат санкционирани. Според Тошковски, државата, Министерството за внатрешни работи и останатите органи за прогон, како никогаш досега се борат со криминалот.